убаво вегетаријанско јадење. Чека, имам тука една од овие, ова е брокула. Да. Сега Вегетаријанско со вегета. вегетаријанско со вегета. Ова ќе искористам брокулата како додатно зеленило внатре. Идем уште малку. Вака, Да, ќе изгледа ќе биде аранжиран. подобро. Да. Колку време ова ќе биде потребно да се пече? Ова Оставам не многу. не многу, зашто сето ова може да се конзумира и полуживо. Така. Имам уште тука да ставиме вака од изгора малку компири, да ги покријат овие, за да не ни се изгори во печењето. Вака, тоа ќе биде дефинитивно. Ево така. Ова е за сега готово. Имаме уште една операција на ова ќе му направиме. Тука ќе изматиме 2 јајциња. И Дуле, како ми помагаш ти мене во ти? Па да, убаво гледам, да. Нели? Знаеш да матиш јајца, нели? Како не? Така ми рече дека Да. знаеш да матиш јајца. Тука имаме лушка. Ајде како матиш јајца. На двојка или на тројка? Одма миксер. Да, вака. Овде не треба да стипаме никаква. Добро? Чекај, уште малку јас видам. Како тоа? На четврка веќе. Добро, јас сум видео од стара мајка дете, ме разбираш? Овде имаме малку ќе му додадеме павлака течна. Ап. Така. И на ова малку солца, зашто компирот и целиот овој зеленчук е многу благ. И сега вака, тоа ќе го посипеме од озгора. Ево го. Многу брзо, многу убаво. И сега ова оди на печење во редна, некаде на околе, што ви кажат? Околе. Околе ви кажат? Околе. Околе, на околе 200 степени, најмалку половина час. После тоа ќе го дегустираме. Ние имаме леп, а мексиканците имаат тортилја. Ова пециво со неутрален вкус, поради својот скромен состав, на почетокот бил основна храна само на најсиромашните жители. Се правела исклучиво од пченкарно брашно, се до доаѓањето на шпанците, кои прво почнале со мешавина од пченкарно и пченично брашно, за на крајот пченкарното брашно потполно да го исфрлат. Се служи со најголемиот дел од мексичките јадења, односно попрецизно секое мексичко јадење се служи на тортилја. На изглед подсетува на тањир, воглавно така и се користи, па често представува подлога за остатокот од јадењето. Мексиканците имаат неколку оброци во текот на денот. Десајуно, ран доручек кој се состои од кафе, пецива и многу често од овошје. Па алмуерзо, вториот доручек кој се јаде околу пладне и подразбира малку појака храна. Потоа следи комида, комплетен послепладневен оброк и мериенда, лесна вечера. Комида секогаш започнува со супа. Тоа може да биде било која од големиот број на бистри,
густи, зеленчукови или месни супи од мексичкиот готвач или некоја позајмена од некој друг, како што е гаспачо, преземено од Шпанија. Гаспачото се прави од зеленчук и зачини кои не се варат и се служи добро оладена во фрижидер. Кафе браво пијам, премиум разбираш, пијам и добивам, награди разбираш. Браво премиум, мало и големо, за секого померка, пола кило дајте, за цацко ме разбираш. Ајде море цацко, почасти кафе, нека пие цела држава, ајде нека пие, нека ужива. Кафе ако се разбираш, премиум разбираш. Браво премиум! Кире Лазаров. Најдобар стрелец на европските и светските првенства на сите времиња. Најдобриот со најдобрата. Пелистерка. 100% живот. Вистинскиот вкус се препознава. Соловски млечни производи. Мебел за секој дом. Трапезариски маси и столици со врвен квалитет од реномираниот производител Гинко од Пожега. Изработуваме и плакари со лизгачки врати, детски соби и кујни померка. Можност за плаќање на 72 рати. Салон за мебел Розмајер. Ѓорче Петров. Епа, Душко, тавата стаса. Тавата е готово уште да пробам. Сега вака. Ова треба машки да се држи, да се сече. Јас вака ќе направам. Значи може да ја сечете на како бурек, на осминки. Вака. Чека сега со ова убавата фачалка. Да фатам јас, да можам ова да го сервирам. Вака. Ова е за да пробаш, ако ти е малку, после ќе ти дадам пак. Само за дегустација. Не се шалам. Вака убаво мириса, ќе видиме каков е вкусот. Може ли вака да ти ставам јас машки? Да. За да не речат после дека сум бил скржав. Ева, Дуле, ова една операција завршивме ние. Кажи ми ги твоите планови сега за понатаму, што мислиш што имаш, мислам не што имаш, што мислиш да правиш. Него знам како да ти работи, ангажмани, ова, она, тоа не зависи многу од тебе. Па да, во главно не зависи, планирам пролет или на лето, немам значи строго зацртано некој термин, да направам едно цели издание со најновите последни песни од фестивалите. Мислам дека тоа вака една работа која што и јас ја заслужувам, но и мојата публика. Браво, одлично. Уште да се продае во Австралија во едно 5-6 примероци, да е најдобро би било. Да ти кажам искрено, ние на времето направивме со Гоце така една плоча со Наско Џурлев. Едва што знам дали се продадоа, може би 1000 примероци се продадоа, ама тоа за Македонија е многу дури. Знаеш како? Затоа што ја имаше на неколку места, меѓу другото, од тие истите луѓе што ја дистрибуира, што ја продава, им дава на пријателите да си преснимаш. Не купува, ја ќе ти дам да си преснимаш. Кај нас е така. Добро, сега да го пробаш ова јадење, да ми кажеш дали е добро или не и да им го препорачаме на домакинките. Значи ова е безмесно јадење. Сега тебе така ти се падна среќата. Важно да биде вкусно и да биде здраво. Да, многу е вкусно. Кога гледам вакви емисии на телевизија, а на крај не пробуваат, си викам дали ова функционира. Дали се јаде. Дали се јаде, меѓутоа. Мене ми е мило кога ќе се изеде. Не му до недостасува месо. Не, не недостасува. Одлично е. Одлично, видовте, драги гледачи, значи не се плашите, пробајте и вие да го направите ова јадење.
Ние со Душко веќе си наздравиме со едно убаво вино и после убав ручек, секој пат едно убаво кафе, јас би препорачал се напијам. Македонско? Македонско. Види, знаеш она има една песна Кафе браво пијам? Таа песна стана популарна во ресторанот Македонска куќа. Мислам, откако се сними рекламата, почнав да ја пеам на настап. Да? Оригиналната песна и гледам дека младите убави ја прифаќаат. Еве го кафето сега ќе ни дојде. Кафе браво пијам, пијам и уживам. Ајде Норинаде. Направи кафе. Така беше? Ти другачи има? Како е твоето? Како е? Оригиналот. Драги гледачи, еве го Душко до мене. Ако сака да ви мавне една песна, јас ќе му фрлам 500 денара за тоа. Ако не, он може да ми залепи на мене и шама да рече доста ме гњавиш. Не, значи, не сакам да, кога слушам такви изговори дека грлото или ово онава ме слушаш како се нервираш, нели? Да. И јас исто така мислам, кога ќе ми кажат некој, абе знаеш, грлото имаше еден оперски пејач Гагов, и тој цел живот одеше со еден завит каншел, никој пат ништо не отпеа. Цело грло. Така? Да. Тој што сака да пее, желбата за пеење појака од се. Така е, да. Најлесно би било кога ќе кажеш. Не знам, еве кажи ми ти една песна. Една е од твоето CD што ја спрема, што го спрема сега. Па и од наградената би можело од Па така, бе. само рефренот. Само рефренот. Во бела руба ке те облечам, вечна љубов, мила моја, ке ти дарувам. Бурма и завет, искрен ке ти дадам, силно ке пејам, сите нека знаат дека љубовта победува. Браво! Толку од мене. Толку за сите нас. Па довидување, се гледаме утре повторно во нашата емисија ТВ Куина. Од Душко Ѓоргиевски, од мене, толку. Ей, тетки стрини, баби и вујни, што за денес во вашите кујни? Ние имаме фантазија бујна, совети рецепти за вашата кујна. Ова не се раскажува, затоа гледај